Сигурно веќе сте удобно наместени. Веќе знаете дека и денеска ќе имаме супер дружба. Добре дојдовте во нашата нова емисија. Ова се содржините за денеска. Денеска во Минивест ќе одиме во оптика каде ќе зборуваме за очила. Решивме да зборуваме за месечината, па ќе откриеме дали го менува својот облик. Не го менувајте каналот. Вие гледате Минивест. Очилата ги заштитуваат нашите очи. Ги носиме кога има сонце, но и кога не гледаме добро. Тие може да бидат во различни форми и бои. И да ни бидат модерни. Ве носиме во оптика. Јас сум Дарјан и сум во оптика. Какви очила постојат? Постојат очила за сонце и постојат очила за диоптрија, односно има очила кои што ги носиме кога надвор има сонце и ги носиме постојано за надвор, и има очила кои што ги носиме кога чипкаме на компјутер, гледаме на телефон, кога читаме книга, чисто за да ги одмориме очите. Зошто носиме очила за вид? Очила за вид носиме за да гледаме подобро, заради тоа што постојано кога сме во школа, кога гледаме на табла, кога гледаме цртани по дома, очите ни се заморуваат и со очилата за вид ни се помага да гледаме појасно и почисто. Како знаете вие кои очила треба да се носат? И па кога видот ни се мати, кога не гледаме бистро и јасно како што треба, тогаш правиме еден преглед и докторката кажува која диоптрија треба да се носи. После тоа си одбираме рамки, на тие рамки си ставаме стакленца и одма гледаме појасно и почисто. Зошто носиме очила за сонце? Очила за сонце носиме заради тоа што сонцето надвор е многу штетно, дури и кога не го гледаме и кога има облаци на него. Тоа значи дека очила за сонце треба да се носат исто како во лето, така да се носат и во зима. Плюс сега има очила кои што се во различни бои, различни дизајни, различни шари, а и се моден стил, така го дополнуваат малку да изгледаме поинтересни, пофраери. Кој ги изработува очилата? Епа сега ние тука продаваме готови очила, ама тие пред да стигнат тука ги изработуваат во одредени фабрики и таму разни чичковци, титки кои што се разбираат во таа работа, се разбираат во мода, во стил, во технологија, прават секоја година нови и нови оквири и за гледање и за сонце кои што нас ни овозможуваат да одбереме најубав пар. Јас сум Дарјан и ве поздравувам од оптика. Секоја вечер на небото свети месечината. Некогаш е полна, а некогаш не. Денес ќе зборуваме за нејзиниот облик. Дознаваме дали таа се менува или не. Месечината е камена топка што кружи околу некоја планета. Повеќето планети во нашиот сончев систем имаат своји месечини. Нашата месечина не свети со сопствена светлина, таа е светлена од сонцето. А дали месечината го менува обликот? Месечината никогаш не го менува обликот, е тоа што го учиме денеска. Сонцето осветлува различни делови од месечината, додека таа се врти околу земјата, па не секогаш ја гледаме цела. Кога сонцето ја осветлува задната страна на месечината, таа е речиси невидлива на небото. Оваа појава се нарекува млада месечина. Кога месечината се наоѓа на половина пат околу земјата, силно е осветлена од сонцето. Тогаш таа се нарекува полна месечина.
Во текот на наредните 2 недели, месечината се намалува на небото, бидејќи е помалку осветлена. На неа и се потребни 27,3 дена за да обиколи земјата, а различните форми на месечината се нарекуваат мени. Преку ден, сончевата светлина е многу голема, па месечината е речиси невидлива, додека навечер ја гледаме јасно на небото. Малку познати факти се дека никогаш не можеме да ја видиме едната страна на месечината, бидејќи кон земјата секогаш е свртена само со една иста страна, нејзината предна страна. Задната страна на месечината представувала мистерија, се додека не била фотографирана од сателит во 1960 година. Месечината е навистина забавна, нели? И денеска за докторката Саја си зборуваме. Докторке, зашто не боли главата? Здраво, Ивана. Да, главчето понекогаш знае сите да не боли, така да тоа е еден симптом кој што знае да се појави и во детската возраст. Многу често се работи за симптоматологија која што не укажува на некои посериозни заболувања. Може да имаме главоболка тогаш кога сме изморени, кога не сме наспани, кога сме биле многу активни или доколку, например, имаме, да речеме, многу учење за некои тестови за во училиште. Може главоболка да имаме доколку не сме најадени и слично. Меѓутоа, понекогаш главоболката може да биде и еден попратен симптом во склопа и на некои други заболувања. Кога имаме покачена температура, кога сме настинати или пак доколку имаме некои проблеми со очињата, имаме потреба да носиме наочари, тогаш главоболката може да биде како резултат на проблеми со очињата. Понекогаш е потребно да се направат и дополнителни испитувања во случај кога имаме дечиња каде што знаат многу често да се жалат на главоболка и со цел да не пропуштиме некои сериозни невролошки заболувања, тие бараат дополнителни испитувања. Како треба да постапиме кога не боли главата? Кога не боли главчето, пред се треба да знаеме од што не боли. Доколку не сме најадени, доколку се најадеме, главоболката ќе исчезне. Ако не сме наспиени, најдобро е нели да се одмориме, да се наспиеме, значи самата главоболка ќе исчезне. Доколку имаме покачена температура, со давање на средства за симнување на температура, и самата главоболка исчезнува. Меѓутоа, доколку имаме симптоматологија на главоболка која што упорно трае, тогаш ќе се јавиме кај нашиот лекар кој што ќе се потруди да открие за што се работи. Денеска во Мини Вести ќе ве запознаеме со најмалиот диџеј во светот, 5-годишниот Арч Джуниор. Ќе ги посетиме и нашите другарчиња во градинка, каде ги прашавме што за нив е среќа. Не го менувајте каналот, вие гледате Мини Вести. Ladies and gentlemen, DJ Arch Jr. Оратол Вей AJ Longwayne е најмалиот диџеј во светот. Неговото име сигурно ви звучи чудно, но тој доаѓа од Јужна Африка. Има само 5 години, а неговото уметничко име е многу поедноставно – DJ Arch Jr. Малиот диџеј на само 3 години победи на шоуто Јужна Африка има талент, а ова лето на 10 јуни се запиша и во Гинисовата книга на рекорди. Тој одржа свој сет пред 100 луѓе во клуб во Јоханесбург и со тоа стана најмалиот диџеј во светот кој имал свој соло настап. DJ Arch Jr. многу сака да пушта музика, а како се забавува на неговите настапи, погледнете од видеото.
денеска ќе се дружиме со нашите другарчиња од градинка, каде зборувавме за среќа. Среќа е чувство кое го поседува секој човек, а среќата може да биде различна. Децата се среќни бидејќи немаат грижи и кога желбите им се остварени. Видете што нашите другарчиња ги прави среќни. Ништо да не се случи. Среќа, кога си радосен. Некои крачи да не те дојдат, си играш со топки. Нешто да не те украдат, си играш со колички. Кога ќе ми дојдат многу гости, кога ќе си правам роден ден, кога ќе ми купат нешто. Количка, топка и камион. И кога ќе добијам многу поклони. Кога ќе дојде Деда Мраз и кога ќе ти донесе многу поклони, не ти биде роден ден. Среќата е да се бачуваш, да се гушкаш, да... Кога сум среќен, па си играм со колички, гледам на компјутер, играм на компјутер. Се радувам, се пијам некои песнички, рипам по креветот, правам колути. Скокам, трчам. Јас кога сум средња, се пеем песната 2 златни лири. Yes! 2 златни лири ми остави мојата баба да ме поздрави. Yes! Јас кога сум среќен, сите ги гушкам, non-stop се смеам и многу сум расположен. Сите ги гушкам и се смеам. Кога ќе заврне првиот снег, многу сум среќна со санката. Кога одам на одмор и ги гледам ајкулите. Кога си играм со колички, шитам некаде надвор. Мама ми купува разни кукли. Ја ми свам пушки и колички. Тоа ми свам. Ја му викам, престани тато да ми купуваш. Он само купува. Добивме многу интересни одговори за среќата, кои навидом се едноставни. Па заклучокот е тој. Секој на овој свет сака да е среќен и заслужува да е среќен. Среќата се негува и се чува. Среќа е кога не мораш да зборуваш за неа, туку се гледа на твоето лице и во твоите очи. Кога сме среќни, постојано сме насмејани и имаме желба да направиме се. Среќа е да одиш во градинка или на училиште, да си играш со другарчињата, да добиеш подарок, да ги гушнеш родителите. Среќа е кога сме здрави. Познатата игра џамли или скокалче ја играле нашите родители, но и ние денес играме со џамлии. Најинтересно за оваа игра е тоа што нема земја во која не се игра. Никој не знае кога точно настанала, иако од неодамна беше откриено дека таа е најстарата игра во светот. Првите џамлии биле направени од керамика, но денес ние си играме со џамли направени од стакло. Играњето со нив е многу забавно, еднакво како и процесот на правење. Стаклото се прави со тоа што во загреана печка се топат гранули од песок. Огромната температура во печката ја создава течната форма на стаклото. Селедночичкото кој ги изработува џамлиите, на долго стапче зема дел од стопеното стакло директно од печката. Од првиот слој прави полутопка, а неговиот помошник му носи уште едно стопено стакло за да направат топче. За да се направи една џамлија, потребни се минимум 6 слоја стакло. Течното стакло се обликува додека е топло, а кога ќе ја добие посакуваната форма, се става неколку секунди во вода за да се олади и да стане цврсто. На другата страна од работилницата има уште еден дечичко, кој исто така прави џамли со помош на модли во кој веќе има парчиња шарено стакло со цел да се добие што е можно пошарена структура. Кога ќе се добие посакуваната шара и големина, џамлијата се носи во посебен фрижидер, каде добива цврста форма за да може да се играме со неа. За да се изработи една џамлија, потребно е многу трпение и техника, а тоа представува вистинска уметност. Денеска во Мине вести ќе ве запознаеме со талентирани деца танчери, кои ги посетивме на час по танц. И пред крај ќе одиме во фабрика на Лего да видиме како се прават овие коцки. Гледајте не до самиот крај. Танцувањето е супер. Танцувањето е забавно, но и добро за нашето здравје.
За танцувањето ќе зборуваме со нашите другарчиња. Тие танцуваат одлично, а Луција ги има деталите. Танцувањето е еден од најинтересните облици на физичка активност. Танцувањето ја подобрува способноста за учење, памтење и ја потикнува креативноста. Додека танцуваме, мозокот добива повеќе кислород, а тоа автоматски ја подобрува будноста и сите мозочни активности. Танцувањето датира од многу одамна, а современиот танц е колекција на повеќе методи, развиени од модерниот и постмодерниот танц. Како таков датира од 20 век и се развива како нов недефиниран правец во уметноста. Неограниченоста на движењето и креирањето на нов простор ја овозможува абстрактната комуникација помеѓу публиката и изведувачот. За танцувањето и колку тоа не прави срекни во продолжение. Јас сум Луција и денес сум во танцовата школа и Дебит со најмалите членови. Сега ќе ви ги представам. Како се викаш? Мија. Колку години имаш? 5. Како се викаш? Теодора. Колку години имаш? 5. Како се викаш? Ангела. Колку години имаш? 5. Како се викаш? Ива. Колку години имаш? 4,5. Како се викаш? Сала. Колку години имаш? 5,5. Од кога почнавте да танцувате? Од лани. Од лани. Од 5 години. Од лани. Од лани. Колку пати тренирате? Во понеделник и среда. А во четврток и петок. 2 пати неделно. Во понеделник и среда. 2 пати во неделата. Тешко ли е да се тренира? Лесно. 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 Забавно. Кој е вашиот омилен тат? Шапчиња. И Табит. Gummy Bear. Barbie Girl. И Табит. Ви благодарам многу, ве поздравувам од танцовиот клуб и Дебит. Чао. Во сите бои и форми. Тие се нашата омилена занимација. Сите сакаат да си играат со лего коцки. Ајде да дознаеме нешто повеќе. Разнобојни пластични коцки фигури со различни форми и големини не асоцираат единствено на нашата омилена играчка. Лего коцките и фигурите се создадени меѓусебно да се поврзуваат на бесконечен број начини со цел да се конструираат и реконструираат згради, куќи, возила и слично. Од основањето во 1940-та па се до денеска. Лего, освен што е добра забава, оваа игра придонесува и за нашиот развој токму преку игра. Со лего коцките ние ја развиваме креативноста и способноста за решавање проблеми. Тие се добри и за да ги развиеме моторните и просторните вештини, но и да ја поттикнеме нашата креативност. Со лего поттикнуваме и подобра комуникација. Кога си играме со коцки во друштво, правејќи фигури и барејќи заеднички решенија, стануваме поотворени и покомуникативни со нашите другарчиња. Видејќи лего ги сакаме толку многу, ајде да дзирнеме во нивната фабрика.
Некој сака кучиња, некој сака мачиња, но и децата и возрастните ги сакаат животните. Сепак постојат многу работи кои не ги знаеме за нив. Се за кулата, бикот, рибките, дознаваме во следните неколку минути. Дали сте знаеле дека мускулите во крилата на птиците во споредба со мускулите на рацете на човекот се посилни 20 пати, а срцето на морските ракови се наоѓа во главата? Дали знаете дека јазикот на камелеонот е 2 пати подолг од неговото тело? И јајкулите никогаш не се болни, бидејќи се имуни на сите познати бактерии. Коњите спијат стоики, а можат да не спијат со месеци. Мечките пак се плашат од музика. Дали знаете дека лемурите паѓаат во летен, а не во зимски сон? Медузите пак се состојат од 95% вода. Малку познати факти се дека мачките со 3 бој се секогаш женски и биковите се далтонисти. А за крај, дали знаете дека златната рибка има моќ на памтење од само 3 секунди? Вечер, пред да си легнам, баш ќе ја гледам месечината. Но не заборави дека таа не го менува обликот. Да, тоа го дознавме за самиот крај. Ние не менуваме ништо. Чао!